развој на музичката култура и поддршка на младите уметници, Македонската радио телевизија и Факултетот за музичка уметност подпишаа меморандум за соработка. Што тоа значи во превод дознаваме во наредните минути од госпоѓа Сонја Здравкова Џапаровска. Добре ни дојдовте. Благодариме за издвоеното време утрово. Благодарам на поканата. Каква поддршка ќе даде Македонската радио телевизија и колку всушност ви значи вам оваа заедничка соработка? Морам да истакнам дека изминатите месеци во однос на работата на МРТВ се гледа неверојатен квалитативен скок. Ние тоа го гледаме преку соработката која е подпишана, преку меморандумот за соработка, кој значи ваша медиумска поддршка на сето она што ние го работиме, а од друга страна можност за нашите студенти да дојдат и да посетуваат и да ја проследат практично начинот на работа кој се однесува на нашата сфера. Оваа соработка е поттикната пред се од менаџментот на МРТВ, меѓутоа и од деканот на Факултетот за музичка уметност Дарија Андовска, која во овој период на јубилеј 60 години поттикна неколку проекти кои се значајни за нашата институција. Што ќе значува за студентите оваа соработка со Македонската радио телевизија? Веројатно тука ќе има и повеќе настапи, нормално поголема промоција, бидејќи нормално сме јавен сервис и ќе има возможи практично да допре до поширок дел од публиката. Така. Јас многу често на своите студенти им потенцирам дека нашата уметност е ефемерна, е темпорална, е врзана со последниот звук движење, со последниот поклон. Доколку ние немаме ваква поддршка, сето она што го работиме оди во заборав. Така што една точка од меморандумот покрива снимање, архивирање и документирање на сето она што ние го работиме, поголема видливост, меѓутоа и создавање на линии на поврзување. Она што било некогаш, сега и во иднина. Многу е битно да се види кое е нивото, како се напредува, како се надградува, бидејќи доколку го немаме тоа, останува на некакви критики, пишани зборови, меморија, меѓутоа ова е многу поопипливо. И сега, значи ли со самото тоа што ќе има поголема видливост и презентирање на сето тоа што се работи, дека ќе се привлече интерес за млади кои што ќе сакаат да вложуваат во кариера токму на Факултетот за музичка уметност и каков е интересот до сега? Секако публицитетот е клучен за сите работи, мислам не само за Факултетот за музичка уметност, меѓутоа за целата уметничка сфера. Интересот, морам да признаам дека е одличен. Ние, освен тоа што нудиме одличен програм, одлични професори, нудиме и воннаставни активности кои ќе ги покрива именно вашиот сервис. Тоа се концерти, фестивали, ангажман на студентите во други сфери, така што ова е клучен елемент за понатамошна популаризација. Морам да истакнам дека ние имаме се повеќе студенти од странство, што го покажува нивото и квалитетот на Факултетот за музичка уметност. Уште една информација. Сега, денови во Скопје се одржа Креденс Денс, кој обедини танчари практично и кореографија од 8 земји. Ајде малку повеќе за овој настан и нормално, таа меѓународна соработка, како се одвива не само на овој проект, туку генерално. Фестивалот бележи 4-та година. Морам да истакнам дека за 4 години ние навистина направивме џиновски чекори. Имаме гости постојано од САД, од Кина, од Бразил имаше оваа година, од Кореја, така што Европа да не зборуваме. Фестивалот не е регионален, туку е меѓународен во онаа вистинска смисла на зборот. Соработката значи чекор и мерење на сопствените сили во однос на она што се случува во светот. Не во регионот, повторно ќе потенцирам, туку во светот. Се создаваат конекции, се создаваат соработки, се создава платформа за некои идни размени, не само фестивалски, туку во делот на едукацијата, што е многу важно за нашите студенти, за да посетат некоја странска едукативна институција
и странските студенти да дојдат кај нас. Убави информации ни споделивте ово утро. Ви благодариме на разговорот. Секако јавниот сервис останува во служба на уметноста. Благодариме. Така. Ива, оваа соработка, меѓутоа, драго ми е што слушнав дека меѓународни, односно студенти од странство сепак се решаваат да доаѓаат кај нас, што е голем успех и честитки за ова и уште еднаш благодарност за разговорот.